денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во општина Тетово се одржа јавна дебата за предлог буџетот за 2022 година. Парите од локалните избори за избирачките одбори во Гостивар предвидени во буџетот за 2022. Манифестацијата и тетовските глумци ПОА одржана по 7-ми пат. Прикажани 2 изведби исполнети со музика, драмски чинови и хумор. Во општина Тетово се одржа јавна дебата за предлог буџетот за 2022 година. При тоа своји ставови и забелешки дадоа експерти и граѓански активисти. Општина Тетово организираше јавна дебата за буџетот за 2022 година, со цел да се вклучат и граѓаните во неговата изработка. Од локалната самоуправа вела дека настанот е во насока на максимална транспарентност за јавна достапност. На дебатата експерти, граѓански здруженија, невладини организации јавно ги искажаа своите ставови, забелешки и предлози во однос на буџетот. За поздравување едно големо скратување на платите кои што порано луѓе што седеле дома и се платиле, тоа било некоја цифра од 46 милиона денари, а сега во новиот состав ќе бидат околу 15 и 500 милиони денари и тоа ќе биде дел само за кабинетот и неколку странски или, како да речем, надворешни консултанти кои што ќе придонесат за подобрување на неколку проекти или слично. Ако гледаме и во капиталните инвестиции, порано имаше многу помалци, сега има околу во една ставка 41 милион, во друга ставка 60. Во припрема и направање на урбанистички детални планови, порано во таа ставка имаше околу 4,5 милиони денари, а сега има 22 милиони денари, каде што потек за поздравување, бидејќи знаеме Тетово што се соочува со катастрофалниот генерален урбанистички план кој што е во сила од 2003 и сега треба да се обработи нов план кој што тоа е чинење и треба да се ангажира, да се посвети во тоа што веќе ние баравме и ги прима сите тие забелешки. Јас као граѓанин на Тетово и као граѓански активист сметам дека една од најважните работи што треба да се направи е да се изгради мрежа за мониторинг на аерозагадувањето, со тоа што треба да се, значи Тетово има само една мерна станица, ќе треба да се изградат повеќе, такви барем 11 според наши проценки. Друго е, значи треба да се зајакнат капацитетите на општините за да аплицираат повеќе за фондовите на Европската Унија, поради тоа што еве информациите што ги донесувам од Брисел се дека околу 40 до 60 милиони евра годишно ние ги губиме од Брисел поради тоа што општините не аплицираат доволно, особено големите општини, и затоа сметам дека треба капацитетите на општините да се зајакнат во овој дел. Значи во градот нешто да се направи патека за пешаци на левата страна на текот на реката Пена од Бањиче до Тетово, пошто треба, значи, една само пешачка зона да има. Инаку Советот на општина Тетово за утре ја закажа новата седница, на чиј дневен ред е и предлог буџетот за 2022 година. Советниците од општина Брвеница денеска ја одржаа третата седница на Советот. На дневниот ред се најдоа 13 точки, а како најважна се издвои точката за усвојување на буџетот на општината за наредната година. Денеска во просториите на општина Брвеница беше одржана третата, а воедно и завршна седница на Советот за оваа година. На дневниот ред во состав на оваа седница се најдоа вкупно 13 точки. Една од точките се однесуваше на усвојување на предлог одлуката за буџетот на општината за 2022 година.
Во буџетот на општина Брвеница за следната година се предвидени околу 169 милиони денари, кои што наменски ќе бидат распределени за повеќе активности кои што општина Брвеница ќе ги имплементира во годината која што предстои. Ние денеска имавме расправа за буџетот за 2022 година, како и секогаш имавме расправи и предлози од колегите советници. Ние овој буџет е мало порестриктивен, со оглед на тоа дека и годината со COVID-19, така што ние ги предвидовме сите точки кои се многу побитни за граѓаните и сметаме дека првобитно ќе се разгледуваат точките кои се поврзани со интересите на граѓаните. Буџетот е таков што и во иднина, веројатно во после нова година ќе имаме ребаланс, бидејќи како нов состав на советниците ги предвидовме сите неопходни мерки кои се треба да се преземат за овој период. Меѓу останатите точки на седницата се дискутираше и за формирање на заедничко оделение на општините за управување со води и ризици од поплави и за усвојување на оперативен план за зимско одржување на патната мрежа на општина Брвеница. Советот на општина Гостивар на последната седница донесе одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за 2 часа. Ова ќе важи за време на празничниот период. Кафулињата, рестораните, пицериите и другите угостителски објекти кои се наоѓаат на територијата на општина Гостивар може да работат 2 часа подолго. Општинскиот совет на последната седница што се одржа во петокот донесе одлука за продолжување на работното време на локалите од овој тип, кое ќе важи за време на празничниот период. Предлогот дојде од советникот Гоце Димовски од ВМРО ДПМНЕ, кој рече дека угостителите биле силно економски погодени од пандемијата и на овој начин во време на празници им се дава финансиска инекција. Сметам дека ни доаѓа период на нова година, божични празници и засегнат од фактот дека во пандемијата угостителските објекти беа највеќе погодени за нивното работење, предлагам да се донесе предлог одлука за дополнително време од 2 часа кој ги овозможува позитивни законски прописи да работат плюс 2 часа и тоа во 3 дена еден по друг. Ова не е прв пат угостителите на подрачјето на Гостивар да добијат продолжено работно време. Ваква одлука беше донесена и се спроведуваше и летово, во траење од 15 дена. Инаку, според актуелните антиковид мерки, во угостителските објекти е дозволен влез само за гости со сертификат за примени 2 дози вакцина или прележан ковид во последните 45 дена. Се уште не се исплатени надоместоците за администрацијата која беше ангажирана во избирачките одбори за локалните избори 2021 на подрачјето на општина Гостивар. Тие средства се предвидени во буџетот за следната година, информира од локалната самоуправа. Работеа на изборните денови за локалните избори во октомври. Претходно посетуваа обуки, се справуваа со уредите за биометриска идентификација на гласачите, пребројуваа гласови. Ова се само дел од врските кои ги заврши администрацијата ангажирана во избирачките одбори на изборите во Гостивар пред 2 месеци, но надоместокот што треба да го добие се уште не е исплатен. Парите ќе им легнат на сметка следната година. Средства за оваа намена се предвидени во буџетот за 2022, што беше усвоен на последната седница на Советот. Ние почнуваме од А програмата, после ни доаѓа програмата А1, што во 2021 не можеме да ги исплатиме надоместоците за локалните избори, мора да планираме за 2022. На новинарско прашање кога избирачките одбори ќе ги добијат надоместоците за локалните избори, градоначалникот Арбен Таравари рече дека најверојатно тоа ќе се случи во првите 2 месеци од новата година. Се надевам веднаш штом ќе можеме финансиски. Ја колку што знам тоа треба да ги покрие самата општина со финансии од општината. Да се надевам дека јануари, февруари тоа ќе го направиме. Највисок износ е предвиден за претседателите на избирачките одбори, кои имаат и најголеми обврски и одговорности. Надоместокот за нив за еден изборен круг се движи од 4 до 6.000 денари,
зависно бројот на избирачи кои се запишани на гласачкото место. Замениците председатели, членовите на избирачките одбори и нивните заменици добиваат пониски суми. Во буџетот на општина Гостивар за 2022 година, во програмата која опфаќа изборни активности, планирана е вкупна сума од 12 милиони денари. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција истакна дека засега нема влошување на епидемиолошката состојба во државата и дека поради тоа нема потреба од воведување нови заштитни мерки во пресред на празниците. Мора да кажам дека лично сметам дека ниту поради Омикрон сојот, ниту поради било кој друг кој што евентуално би се нашол, треба да се прават некакви дополнителни рестрикции. Сметам дека сите земји во светот треба да научат да живеат со општите превентивни правила и зголемување на степенот на вакцинација, и тоа е излезот од оваа криза. Не можеме ние за секој еден сој, без разлика на карактеристиките, се до еден момент додека не ја влошува ситуацијата, да воведуваме дополнителни рестриктивни мерки. Сметам дека тоа што се бара задолжителна вакцинација, понатаму овие мерки за да не се преполнуваат затворените простори, навистина се сосем доволни. Како и овие мерки за патување. Животот постепено се нормализира, некаде целосно нормализиран, сметам дека овие превентивни мерки се сосем доволни. Манифестацијата и тетовските глумци ПОА одржана по 7-ми пат. На задоволство на публиката беа прикажани 2 изведби, исполнети со музика, драмски чинови и хумор. По една година пауза, повторно драмското студио од Тетово приреди вистинско уживање за публиката. Во саботата во Центарот за култура Илјантески смок по 7-ми пат се одржа манифестацијата и тетовските глумци ПОА. Гласните аплаузи беа потврда дека тетовчани се забавуваа со музика и хумор во трите приказни со концептот Македониум. Актерите беа придружувани од музичката група Академци. Лично сум задоволен, вложивме многу труд, значи премногу работа, последниве месец дена, страхотно темпо, едно темпо кое што е многу тешко да се издржи реално, еве 2 сата и колку вика вашиот снимател, 2 сати и 40 минута, значи лично сум многу задоволен. Општиот пешаток мислам дека е задоволство на сите. Значи, иако у редуциран број, 2 изведби, напорно, меѓутоа вреди за овој град, вреди за се што Тетово поседува као капацитет, као култура, као глумци, као музичари и слично. Еве, како што може да приметите, се вложи се поише и поише у текот на секоја година. Тетовските глумци ПОА 7 е еден мал прекин, нели, после онаа година дена заради пандемијата, година исто така у некои абнормални услови, меѓутоа се надеваме дека до година Тетовските глумци ПОА 8 е веќе една друга приказна која што треба да се раскаже на тетовската публика. Искрено, јас сум пресреќен. Многу убаво. Веројатно, пошто 2 години немавме и тетовските глумци ПОА и се една таква фина, убава енергија и од публиката, и од актерите, и од музиката, и од сите. Некако се тоа се спои многу убава и прекрасна вечер. Ја мислим дека вечерва многу поминавмо и публикава доволно се смееше. За претходни 2 години нигде ништо што немало. На манифестацијата беа доделени благодарници на граѓани заслужни за афирмација на Тетово, Лина Ѓорчевска тенисерка, Илина Дишовска планинарка, Даријан Сотировски директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и Ладо Савески актер и режисер. Културно-метничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарце после 2 години пауза повторно одржа предновогодишен концерт во салата на Основното училиште во Теарце. Како и секогаш, дел од репертоарот беа традиционалните песни и ора. После 2 години пауза заради пандемијата со коронавирусот, културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарце повторно го организираше предновогодишниот концерт во салата на Основното училиште. Со песни и ора, членовите на друштвото се представија пред публиката. Концертот всушност е сублимат на сето она што го работеле во изминатиот период. Овој новогодишен концерт го организираме уназад 3-4 години, али сега со 2 годишна пауза го организираме, бидејќи пандемијата со ковидов не попречи усекојдневното работење. Иначе, како што напоменав, овој новогодишен концерт е сублимат на целокупното годишно работење, од почеток до крај.
И секоја година ние го организираме овој и ние традиционален. Ланската година немавме поради оправдани причини. Се надеваме дека до година се ќе биде како што треба и ќе се врати во нормал. Друштвото брои членови од повеќе возрастни групи, а фокус се на родните песни и ора од овие краишта. Председателот на друштвото Гоце Симјановски на сите им посака среќна нова 2022 година, во која, како што истакна, сите се надеваат на стабилизирање на состојбата, нормално функционирање и повеќе концерти и настани. Нуркачите на клубот за подводни активности Охрид на уникатен начин упатија новогодишна честитка до децата со ретки болести. Тие подвода поставија новогодишна илка која им ја посветуваат на овие дечиња. Дел од тимот беа и нуркачи од Сдруженијето Пена од Тетово. Дојдовме на Светинаум да дадеме и еден мал допринос за чиста околина, за екологијата, за чисти води, за да бидат да се свеста на граѓаните да се промени. Значи 100 души ако прилеат еден, ако е чисти не може да го поднесе тоа поднебљево. Водите наши се доста добро стање, али ете ние даваме допринос да биде уште почисти, да имаме здрава средина. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска околу 2 часот и 20 минути на улица 146 во Тетово лишиле од слобода 36 годишен тетовец поради сомнение дека од објект во изградба на оваа улица противправно одзел поголема количина земјоделска култура оставена во објектот од сопственикот. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 9 часот и 50 минути пак во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Тетово Јажинце во Тетовско Непроштено се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки: Volkswagen Golf, управуван од 43 годишникот Тетовско Нераште, и BMW, што го управувал 40 годишникот Тетовско Доброште. Во несреќата возачот на BMW-то се здобил со тешки, а другиот возач и неговиот сопатник од Нераште со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 16 часот и 15 минути 43 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека на улица Живко Брајковски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Следуваат информациите од спортот. Повеќе од 150 млади тетовски кошаркари учествуваа на првиот кошаркарски хепенинг организиран во нашиот град. Учествуваа младите надежи од тетовските клубови Тетекс и Љуботен, како и тетовски кошаркари кои настапуваат во клубови од земјава и во странство. Вкупно беа одиграни 3 надпревари, поделени по возрастни категории. На првиот надпревар настапија најмладите членови на Тетекс и Љуботен, а поуспешни беа децата на Љуботен со 18:6. На вториот надпревар повозрастната категорија на Тетекс беше подобра и ги совлада врстиците од Љуботен со 17:9. На третиот и последен надпревар на кошаркарскиот хепенинг учествуваше комбинирана екипа на Тетекс против Љуботен, кој беше засилен со кошаркари кои настапуваат во останатите клубови во Македонија и странство. Победата ја однесоја кошаркарите на Тетекс со минимални 74:73. Ова беше една инициирачка каписла, која што мислиме дека во иднија ќе продолжи традиционално да се игра во Тетово. Сепак кошарката има корен во Тетово и треба да се продолжи. И многу ме радува што многу млади деца од најмала возраст се заинтересирани за спорт и за кошарка, така да мислам дека во иднија ќе има многу добра перспектива.
Имаше еден застој од 2-3 години генерацијски, кај што немаше доста деца кои тренираа, но сега спортот сазема нагорна линија и мислам дека во иднина ќе биде уште по изразит. Видовме дека квантитет има, од она мое скромно кошаркарско познавање, видовме дека имаме и таленти. Збор 2 за квалитетот? Квалитетот. Значи, квалитетот е релативно во млади години, на мала возраст. Треба времето да се докаже и да се види, но сепак од мали има доста добри кои доста имаат добра моторика, малички деца, добра координација на работа, така да е и добар сен за кошарка и мислам дека ќе има доста добри таленти во иднина. За разлика од минативе години кај што имаше стагнација. Баскетбол Хепенинг 2021 помина во одлична атмосфера и со одлична посетеност на трибините во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово, а присутните гледачи имаа можност да се забавуваат со песничките на тетовските јаболчиња. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!